Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ако сакате да имате стабилно протекување на радост во вашиот живот и мир кој не можете ниту да го разберете, мора да научите како да верувате повеќе во она што не можете да го видите, отколку што верувате во она што можете да го видите. Невидливото царство. Учејќи се да гледаме во невидливото. Знаете, Павле зборувал за тоа постојано. Тој рекол, со сите проблеми и неволји кои ги имал, причината зошто тие не го вознемирувале била затоа што тој не гледал во видливото, туку во она што е невидливо. Гледате, секогаш кога имате проблем, наместо само да го гледате проблемот, можете да размислувате и да гледате со вашите духовни очи во она кој е Бог во процесот низ вашиот проблем. Не сме толку навикнати само да веруваме во она што го гледаме, така што ако не гледаме како Бог прави нешто, тогаш претпоставуваме дека тој не прави ништо. Но кога ќе видите се што Бог направил, тоа е само резултат од се што тој правил цело време и сега одеднаш вие можете да го видите тоа. Нешто што навистина ми помогна низ последните неколку години е, ако јас почнам да се обесхрабрувам затоа што сум имала некој проблем премногу долго, или изгледа како да ја молам истата молитва предолго и немам одговор, наместо да се впуштам во мрачно размислување, јас научив да кажам и се обидувам да велам гласно: Бог работи. Видите, ако вие верувате вечерва дека Бог работи, дури ако не сте го виделе или почувствувале тоа, Библијата вели дека се додека ние веруваме, Бог продолжува да работи. Така, сите речете: Бог работи во мојот живот. Сега речете го ова: Бог работи на мојот проблем. Бог работи во животот на моите сакани кои не се спасени. Ајде. Ако сакате да имате стабилно протекување на радост во вашиот живот и мир кој не можете ниту да го разберете, мора да научите како да верувате повеќе во она што не можете да го видите, отколку што верувате во она што можете да го видите. Ние ја имаме таа привилегија. Втора царства, глава 6, стих 15 до 17. Кога изутрината прислужникот на Божиот човек стана и излезе, војската со коњи и коли го опколи градот. Прислужникот му рече: Ох, не, мој господаре, што ќе правиме? Тој одговори: Не плаши се, зашто оние што се со нас се повеќе од оние што се со нив. Елисеј се помоли и рече: Господи, отвори му ги очите за да може да види. И Господ му ги отвори очите на прислужникот и тој ја виде целата гора полна со коњи и огнени коли околу Елисеј. Сега видите, оваа просторија вечерва е полна со ангели. Но се што ние не го изнесеме во нашата свест, ние го пропуштаме. Аз сум среќна што Бог ми стави на срце да поучувам на оваа тема, затоа што ова навистина ми помогна на мене. Но само откако јас го проучував ова, затоа што јас одвојувам постојано време за да размислувам за она што се случува, кое што јас не можам да го видам. Гледате, ако вие премногу гледате во лошите нешта, само продолжувате да одите надолу и надолу и надолу. Мислам, јас гледам вести секое утро само за да видам дали нешто се случило за кое што треба да знам. Но ако тоа е толку битно што треба да го знам, тоа би било на првата или втората страна.
Гледам на телефонот и не сакам да продолжам, затоа што од таму оди само надолу. Тоа навистина е толку лошо, па нема да продолжам. Едноставно лошо е. Не го сметаат достојно за печатење ако не е нешто негативно. Но видите, ние можеме да гледаме над она што го гледаме и да сватиме. Луѓе, има и добри нешта кои се случуваат. За едно нешто Исус рече: Јас одам пред вас за да го подготвам местото за вас таму каде што сум јас. Ќе бидете и вие исто така. Така? Додека ти се уште седиш овде, уживајќи вечерва, Исус го декорира твојот двор. И тој го знае твојот вкус специфично и совршено. Амин. Бог прави толку многу нешта во животите на сите нас. Ако си верник, се молиш и зборуваш со Бог. Тој прави толку многу нешта во твојот живот. И само затоа што се уште не сте го виделе крајниот резултат, тоа не значи дека Бог не прави нешто. Јас навистина се чувствувам дека Бог сакаше да направам напор да им го објаснам ова на луѓето вечерва, за да престанете едноставно да живеете според она што го гледате и чувствувате. Веднаш станува возбудливо кога сватите дека ангелите се со вас секаде каде што одите. И знаете што? Божите ангели не се мали бебиња, мали дебели бебенца со крилца на нивните грбчиња. Понекогаш е жално како луѓето во светот се обидуваат да ги ослабнат Божите нешта. Ние немаме мали дебелки бебенца, гелчиња со мали сладки крилца на нивните грбчиња кои се летаат наоколу. Мислам, овие Божји ангели можат веројатно да искараат од ум една нормална личност. Исус е овде вечерва. Затоа што тој рече: каде што се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас сум со нив. Така, тој се шета горе-долу по овие редови. И Бог, Таткото е овде, и Светиот Дух е овде. Некои од вас веројатно сте дошли размислувајќи: ох, колку би сакала да зборувам со Џојс. Па знаете што? Вие можете да разговарате со некој многу подобро од мене. Можете да зборувате со Светиот Дух. И тој е овде да ви служи на секој еден од вас вечерва. Тој знае точно каква е вашата ситуација и без разлика што проповедам јас, тој може да извлече нешто од тоа што ќе ви послужи на вас, ако останете со вера и го задржите вашето срце отворено. Немојте само да седите овде на овие состаноци да чекате да видите што јас ќе направам. Ослободете ја вашата вера и верувајте дека Бог ќе направи нешто прекрасно. Амин. Јас само се прашувам што Бог прави во вашиот живот. Знаете, кога моите деца беа мали, јас се молев за сите нив, постојано, сите да пораснат и да бидат во брак со новородени верници, исполнети со Духот, и сите ние да можеме заедно да му служиме на Бог. И тоа е реалноста денес, во нашиот живот. Моите деца се венчаа со прекрасни. Јас имам 2 зета, 2 снаи и сите му служат на Бог. Нашите 11 внуци сети се на новородени. И она која е на пат, исто така ќе биде. Тоа е ветување. И така, нештата за кои се молите рано во животот на вашите деца, можеби нема да дочекате да ги видите. Можеби ќе изгледа како децата да одат токму во спротивниот правец. Но не прекинувајте да верувате, затоа што не добивате одговор толку брзо колку што би сакале. Амин. Едноставно одлучете. Јас ќе продолжам да верувам, не ми е гајле колку долго ќе биде. Јас ќе продолжам да верувам и не ми е гајле колку време. Јас реков, ние ќе продолжиме да веруваме. Да верувате не ве кошта ништо. Вие сте многу посредни кога верувате отколку кога не верувате. Амин. Првото нешто кое Исус го рече во неговата јавна служба беше:
Покајте се, зашто Царството небесно се наближи. Кога тој ги испрати неговите ученици да проповедаат, тој им рече: одете и раскажете дека Царството небесно е близу. Тие мислеа како и голем дел од нас, тие мислеа по физички начин, не на духовен начин. И така, тие веруваат дека Исус ќе воспостави земно царство. Ќе си земе дворец и престол, а тие би биле 12 големи мажи кои ќе се дружат со него и ќе даваат заповеди. Тоа воопшто не беше она за што тој зборуваше. Знаете, интересно е кога вие се обидувате да зборуваме со некого на духовен начин, едноставно знаете дека тие не сваќаат. Амин. Ти немаат поим за што зборуваш. Павле рече дека тој се молел за црквата. Во Ефесјани 1:17 до стих 20 тој рече: се молам Бог нашиот Господ Исус Христос, таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете и да ги просветли очите на срцата ваши. Така, вие имате очи на вашето лице, овде, со кои ги гледате овие нешта. Но вие имате очи и во вашето срце, со кои можете да гледате во невидливата област. Ние имаме ум во телото, што е нормално. Телесен начин на размислување кој секој го има, но ние исто така имаме и духовен ум, што значи дека ние можеме да ги гледаме нештата на сосема различен начин отколку обичните луѓе. Дали го разбирате тоа како христијанин? Вие едноставно оперирате според различен сет на упатства. Може би не премногу, па затоа го правиме ова вечерва. Царството небесно е близу. Всушност постои вистинско царство кое живее помеѓу нас, но тоа е невидливо за нашите природни очи. Но тоа не е невидливо за нашите духовни очи. Гледате, јас знам, тоа е повеќе од вера. Јас знам дека Исус умре за мене. И јас знам дека тој воскресна од мртвите и дека тој сега седи на десната страна од Бог. Јас го знам тоа. Јас никогаш не сум го видела, но јас го давам целиот мој живот. Целиот мој живот е единствениот што го имам. Никогаш нема да ми се врати. И јас го давам целиот мој живот на таа вера за нешто што јас не можам да го видам со моите природни очи, но јас го гледам јасно во моето срце, затоа што јас знам што Бог има направено во мојот живот. Ајде. Така, кога ќе се спуштиш долу во ѓубрето, размисли за она што Бог го има направено во твојот живот. Може би тој не направил се што ти би сакал тој да направи, но тој направил некои нешта. И колку повеќе размислуваш за тие нешта, толку повеќе градиш вера. Толку посилна станува твојата вера. И толку повеќе вера ослободуваш кон другите нешта кои очекуваш Бог да ги стори. Во 2 Коринтијани, глава 4, стих 16 до 18, Павле рече: затоа ние не паѓаме во духот. Иако нашиот надворешен човек тлее, нашиот внатрешен од ден на ден се обновува. Знаете ли зашто е таа формула? Како да стареете без да остарувате. Амин. Како да бидете 75 и се уште млади во срцето? Како да бидете 65 и да започнете сосема нова служба? Јас не бев на телевизија се додека не наполнив 52. Вие не сте престари за да започнете нешто. И вие не сте предмлади за да започнете нешто. Ние не мораме да оперираме според природните закони. Сите нешта се возможни со Бог.
И тоа не е само среќен стих, тоа е факт. Сите нешта се возможни со Бог. Она што е невозможно за човек, е возможно со Бог. Потоа Павле продолжува. Овие лесни моментални страдања. Мислам, човекот бил претепан, во затвор, гладен и вели. Ох, овие лесни незначителни страдања. И знаете што? Еве уште нешто на вистина големо. Јас мислам, проблемот кој што ние го имаме. Ние не размислуваме доволно за вечноста и колку долго тоа ќе биде. И така, на вистина, што и да е проблемот кој го имаш сега е моментален во поредба со колку долго, мислам, колку долго е за секогаш. Јас не знам, но тоа звучи како многу долго време. Оние од вас кои сте новородени христијани, вие ќе живеете за секогаш на добро место. Сите ќе живееме за секогаш, но не сите ќе живееме на правото место. Нашите тела ќе се претворат во пепел и прав и повеќе нема да постојат, но има дел од нас кој ќе остане за секогаш, нашиот дух и нашата душа. И нам ни е потребно да го поминеме сегашното време подготвувајќи се за таму, затоа што ние ќе бидеме таму многу подолго отколку што ќе бидеме овде. Ме слушате ли? Затоа е битно да инвестираме во Царството Божјо, затоа што она што го инвестирате во Царството, без разлика дали е тоа време, пари, работа или што и да е, тоа секогаш ќе донесе голема добивка во вашиот живот. Овие лесни и моментални страдања ни подготвуваат вечна голема слава над секоја споредба, како што гледаме на невидливото, туку кон невидливото. Бидејќи видливото е времено. Сега запамтете го тој збор, но невидливото е вечно. Дали знаете дека проблемот кој го имате сега моментално е на пат да го снема од вашиот живот? Ќе заврши. Се ќе дојде до крај. Јас научив како да го правам тоа и тоа на вистина ми помага кога имам проблем, едноставно изгледа како да се одолговлекува предлогот. Тоа е, знаете, збунувачко ако размислувате премногу, да знаете дека Бог може да направи нешто, а да не разбирате зошто тој не го прави тоа. Токму затоа, искрено, понекогаш кога размислуваме премногу, се воведуваме во проблеми. Јас сум сериозна. Понекогаш едноставно треба да си го исклучите умот и да речете, што има во моето срце. Јас не разбирам зошто ги имам истите проблеми. Не разбирам зошто Бог не ме исцелил од физичките маки се уште. Но јас знам дека тој ме сака. Знам дека сум спасена. Знам дека ќе одам на небото. Гледате, хајде да размислуваме за она што го знаеме и да не бидеме збунети за она што не го знаеме. Ѓаволот сака да дојде до нас и да направи да размислуваме за нешта за кои колку повеќе размислуваме, толку повеќе не збунуваат. И ќе ви дадам пример. Јас ја читав Библијата пред некој ден и забележав, почнав нова Библија, па почнав во Битие 4. Забележав, Адам и Ева имаат две деца. Едниот по име Каин, другиот Авел. Каин го убил Авел и избегал во земја наречена Нод. Се оженил, па првата мисла која ќе ви дојде е: да, па откаде ја најшол таа жена? Сега ви велам, има свет полни со луѓе кои ќе отидат толку далеку и ќе го фрлат тоа во ѓубрето, затоа што тие не можат да го разберат тоа ментално, откаде дошла таа жена. Така јас истражував малку во некои објаснувања. Еден човек имаше добар одговор. Тој рече: никаде не пишува колку стари биле Каин и Авел, кога Каин го убил Авел.
Адам живеел над 900 години. Мислам, може би тие биле по 700 години. И овој човек направил доволно пресметки да заклучи дека никаде не пишува колку деца имале Адам и Ева до тогаш. Само затоа што Бог не ги спомнал, тие имале. И таму пишува, може би имале околу 32.000 деца на земјата до тогаш. Затоа ние не мораме да велиме, јас не го разбирам тоа. Библијата вели само едно нешто на едно место, а друго нешто на друго место. Престанете да мислите на сите нешта кои не ги разбирате. И задржете се на она што го знаете, а нештата кои не ги разбирате, едноставно верувајте му на Бог за тоа. Знаете, јас не се откажувам од мојата вера. Тоа е се што имам и јас нема да се одрчам од неа само заради нешто што не го разбирам. Мислам, вие можете навистина да се збуните самите себе си дури со тоа што ќе гледате серијали за природата, ако не знаете кои сте. Едноставно јас вообичаено ќе речам, премногу е тешко, Господи, што тие не го гледаат она што јас го гледам. Затоа што јас знам дека јас не сум резултат од ембрион кој излегол од некаде и се развил за време на милиони години. Знаете, извинете, но мој роднина не е мајмун. Не е чудно што луѓето се збркани. Ако ти мислиш дека се случајност, некаква бинг ап или упс, еве те тебе милиони години подоцна, тогаш тоа не ти дава никаква вредност, но ако ти знаеш дека си создаден од раката на Бог и дека тој има цел и план за тебе, ти велиш, па да, но тие може да ја докажат еволуцијата, а ти не можеш да го докажеш Бог. Не, еволуцијата е теорија. И тие ја нарекуваат теорија. Ќе ви кажам нешто. Може би јас не сум најпаметната личност во светот, но јас подобро би била луда за Христос, отколку гений за ѓаволот. Јас верувам. Не ми е грижа дали тоа има некаква смисла или не. Јас верувам. Јас верувам, јас верувам. Ако Бог го рекол тоа, јас го верувам. Знаете, дури и мислите работат во таа духовна област. Нештата кои ги мислиш, не можеш да ги видиш, но тие влијаат на целиот твој живот. Зборовите се духовни и можеш да ги слушнеш, но не можеш да ги видиш. И зборовите кои ние ги зборуваме многу влијаат на нашиот живот и на нашата иднина. Јас размислував за тоа пред некој ден. Тоа е нешто што се надевам никогаш нема да се изморам да спремам поучување од време на време. Тема силата на зборовите, затоа што без разлика колку пати да го слушнеме тоа, нашата уста е најверојатно се уште нашиот најголем проблем. Амин. Сега, се додека некој не се роди од озгора, Јован глава 3 стих 3. Вистина ви велам, се додека некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Не можете да го видите. Ако се молите за некој што не верува, најдобриот начин да се молите е: Боже, отвори ги очите на нивното разбирање. Затоа што тие едноставно не се измамени, тие не го гледаат тоа. Тие не сваќаат затоа што сатаната ги ослепил очите на неверните, така што тие не можат да го видат Царството Божјо. Така, единствениот начин да можеш да го видиш Царството е ако си наново роден. Следниот пат, кога ќе се почувствуваш под стрес, загрижен или обземен од животот, сети се, постои невидливо царство, Божјото царство, и дури ако не го гледаш како тој работи, јас ви гарантирам, тој работи.